Од денес па во наредните денови за 3900 слободни места, отворен е првиот од планираните 3 уписни рока на Штипскиот УГД. Предходно идните бруцоши треба електронски да аплицираат за потем. Со тоа завршува нивниот дел од аплицирањето, понатаму ние ги верификуваме нивните податоци и со текот на овој прв уписен рок ќе ги рангираме преку прелиминарни и конечни резултати. Понатаму следува вториот уписен рок на 5 и 6 септември, потоа третиот уписен рок на 18 и 19 септември. Да напоменам дека сите оние кандидати кои што веќе влегува во нашиот систем, направија свој профил, ги направија основните плаќања и ги внесува своите основни информации, ги повикувам да во овие 4 денови ги достават документите. За да заштедат во време и пари, УГД ја нуди и оваа можност за упис. На универзитетот, и тоа во Скопје, во Гевгелија, во Кавадарци, во Штип секако, и во Струмица, со тоа што без разлика дали ќе студираат понатаму во Штип, нека го искористат најблиското место каде што ќе ги достават документите. При упис УГД нуди палета од поволности за идните студенти. Постојано во конкурсот кај нас се ослободуваат од плаќање партиципација во прва година ромските студенти. Исто така имаме ослободување на плаќање партиципација на студентите кои што се дел од нашите спортски тимови, но од минатата година почнавме да ги вклучуваме и оние категории кои што не се опфатени со ниеден конкурс, тоа ќе биде во на дополнителен конкурс кој што ќе следува во наредниот период, тоа е за оние категории кои што имаат студент со еден родител, со починат родител, еден родител кој го загубил своето родителско право, непознат родител или пак двајца студенти кои што студираат, а нивните родители имаат минимални примања. Што е со странските студенти? Странските студенти интересот е исто така голем како и минатите години. Можам да кажам дека имаме бројка на студенти кои што веќе на година изучуваат македонски јазик. Тие веќе се подготвуваат да се запишат на студентските програми на кои што се изучуваат на македонски јазик, но морам да споменам дека имаме голем интерес и на студентските програми кои што се на англиски јазик. Веќе од оваа година имаме и 4-ти факултет кој што има студентска програма на англиски јазик, покрај General Medicine на медицинскиот факултет, покрај студентската програма на информатика и на правниот факултет од минатите години кои што ги имавме, оваа година и на економскиот факултет има студентска програма на англиски јазик, каде што очекуваме дека ќе има исто така интерес за студирање од странски студенти. Еве го мислењето за УГД од идните бруцоши. Зошто баш кој факултет? За информатика, А зошто УГД? Дали поради квалитет или зошто? Да, поради квалитетот. Учев средно стручно медицинско училиште и не знам, ме влечи. Зошто УГД? Па не знам, попристапен е за разлика од во Скопје. Скопје е многу скапо тука, поевтино ми е и затоа подобро ми општа медицина. Според досегашната статистика, Штипскиот државен универзитет важи за еден од најпривлечните за идните академски граѓани. Без малку секоја година над 80% од понудените слободни места се пополнуваат, а традиционално најголем 100% интерес има за медицинскиот факултет.